Безбедноста при работа е тема која што станува се поактуелна, затоа што уште како е потребна и за сите граѓани во држава и затоа што нашите аспирации кон Европската унија претпоставуваат дека треба да го зголемуваме тој степен на безбедност и заштита при работа на граѓаните. Тотално не изненадува тоа што се реализираат повеќе активности и проекти во оваа насока. Токму регионалниот центар за застапување од Делчево реализира проект за кој што еднаш веќе говоревме на неговиот почеток пред некаде 5-6 месеци и сега сме овде заедно со представници на овој регионален центар и нивни соработници кои што учествуваат во проектот да видиме до каде сме, што се случувало во изминатите месеци. Најпрво ќе разговараме со Валерија Соколовска, проектен координатор за овој проект и магистар Марио Велјковиќ кој што е истражувач и спроведе истражување на оваа тема. Добре дојдовте во оваа емисија, за обајцата се разбира. И Марио нормално и да не е проект, дамите секогаш имаат предност, а и проектен координатор. Така да ќе започнеме токму со тоа што Валерија ќе има да ни го каже околу тоа што се работеше во овие месеци. Го представивме преди да проектот, сега можеме да видиме што сме сработили. Така. Пред 6 месеци нели бевме во вашата емисија, значи го представивме проектот, односно неговото отпочнување, значи, а сега после 6 месеци сме пак тука за да ги презентираме резултатите кои што, односно активностите и резултатите кои што ги спроведовме, значи во изминативе 6 месеци. Да напоменам дека се работи за проект, односно промовирање на стандардите за безбедност и здравје при работа и секако следење на спроведувањето на стандардите, значи за безбедност и здравје при работа во источниот регион на Република Македонија. Да напоменам дека се работи за проект кој што се спроведува регионално во општините Делчево, Пехчево, Берово, Македонска Каменица и Виница. Проектот значи се спроведуваше во изминативе 6 месеци и секако негова цел беше да се поттикнат компаниите, регионалните компании кои што оперираат секако на регионално ниво и институциите за да се подигне нивото, односно нивното ниво за свесноста дека треба нели да ги исполнуваат тие стандарди за безбедност и здравје при работа и секако степенот на безбедност да се зголеми, значи на повисоко ниво. За таа цел, значи, ние имавме неколку активности кои што ги спроведовме во изминативе 6 месеци. Секако на почетокот нели го промовиравме нашиот проект и секако ги презентиравме активностите кои што требаше да ги спроведеме. Односно главна активност на овој проект е истражувањето. Тоа истражување, значи, ќе кажам накратко зашто се работеше, потоа нели Марио детално ќе објасни, да, ќе ги презентира резултатите. Значи, тоа истражување имаше за цел да ја утврди состојбата во регионот, дали се спроведуваат стандарди за безбедност и здравје при работа, на кое ниво се нели и колкава е свесноста на самите работодавачи и на работниците за нивните права, дали тие мерки се спроведуваат и секако дали се запознаени со правната основа на стандардите. Секако ова истражување траеше некаде околу 4 месеци, беше ангажирано стручно лице во случајот Марио кој што значи го спроведуваше тоа истражување и нели подоцна ќе ни објасни за предизвиците со кои се има соочено. Друга активност која што се спроведуваше во изминативе 6 месеци, секако паралелно со истражувањето без анкета, значи не можеме да ја утврдиме таа ситуација, односно состојбата за безбедност и здравје при работа во регионот, значи беше спроведена анкета. Таа анкета значи се спроведуваше паралелно со истражувањето во сите компании, односно беа мапирани околу 20 таргет. Тоест таргетот беше значи 20 вкупно од нив значи компании, 10 компании и 10 институции од регионот. Од различни области? Сектори, од различни индустрии, да, хемиска индустрија, текстилна индустрија, рударска индустрија, значи сите тие беа опфанети, секако и локалните, односно регионалните институции, јавни институции, секако. Тие беа опфанети во самото истражување, како што кажав, анкетата беше спроведена паралелно со истражувањето, беа спроведени околу 200 анкети, со тоа што нели подоцна ќе ги презентираме резултатите од самите анкети. Паралелно значи се одвиваше и односно по завршувањето на истражувањето и спроведувањето на анкетата беше друга активност е да се направи медиумска сторија од целосното истражување кое што беше значи спроведено, за да на некој начин таа сторија
биде прикажувана на регионалните медиуми, за да на некој начин се подигне и секако свеста на самите компании и институции за колку е битно, значи, да се спроведуваат тие стандарди и мерки за безбедност и здравје при работа. Секако подосна, значи, ќе го погледнеме и тоа видео кое што веќе е готово. Паралелно, значи, со истражувањето и со видеосторијата, ние, значи, спроведовме и, односно, беа ангажирани лица кои што требаше да изработат прирачник за безбедност и здравје при работа, значи, за наменет за работодавачите во регионот. Тој прирачник е изработен и секако подоцна ќе им биде доделен на тие, односно на компаниите од самиот регион и на институциите, нели, за да го имаат како основ односно вовед во самите основи на безбедност и здравје при работа. Значи, на едно место сите стандарди, сите постапки. Тој прирачник, значи, ги опфаќа правните основи, обврските на работодавачите и на самите вработени секако, и, значи, се опишани кои мерки и стандарди треба да се спроведуваат, нели, за да се подобри самото ниво значи, на оваа тема. Паралелно, значи, целосно во овие 6 месеци додека се спроведуваа овие активности, беа вклучени и медиумите. Медиумите, значи, ја пратеа секоја наша активност, секој наше, значи, истражувањето паралелно со анкетата и паралелно со прирачникот, и, значи, и со подготовката на медиумската сторија. Медиумите беа тука присутни, значи, за да на некој начин овој проект биде транспарентен и да ги презентираат нашите резултати, односно сето тоа што беше сработено. Да не добие само на крајот информацијата, туку да знае за цело време кога се работел проектот, претпоставувам. Целата на проектот е медиумски да се промовира тоа истражување, значи истражувањето во таа област, и сето тоа, значи, медиумски да се промовира и на некој начин преку медиумите да стигнеме до самите компании, институции, односно до работодавците, на некој начин дека треба да се грижат за своите вработени и за нивните компании, за да, нели, го достигнат тоа ниво на безбедност и здравје при работа, значи, на нивните вработени. Сакам да најавам дека во текот на овие 6 месеци нели се работеше без престан со цел, нели, да ги поттикнеме компаниите, значи, да го одржат тоа ниво на највисок степен и секако да се запознаат и да се информираат со стандардите, нели, за безбедност и здравје при работа. Можам да кажам дека во текот на спроведувањето на проектот наидовме на позитивни резултати, нели, од самите состаноци, од самото интервју, нели, за време на спроведувањето на активностите, и немавме некој проблем кој што, нели, секако го очекуваме, но сепак немавме, нели, такви проблеми. Наидовме на позитивна реакција од самите компании и, значи, бевме позитивно примени, и, нели, тие како во исчекување, значи, како да го исчекувале тој проект, на некој начин да се спроведе, да се утврди таа состојба во самиот регион. Да, има свесност, има свесност за потребата. Да, така да можам да кажам дека, нели, како проектен координатор задоволна од задоволна од самото спроведување на проектот, нели, од резултатите кои што произлегува од самиот проект. А друга активност која што исто така значајна за овој проект е тоа што еве официјално ќе упатам покана до сите работодавци, секако и до јавните институции, дека на 7 ноември ќе организираме регионална конференција за безбедност и здравје при работа во источниот регион, и официјално, значи, ги покануваме сите заинтересирани кои што сакаат да присуствуваат на таа конференција, каде што, нели, поконкретно ќе излеземе со резултатите од самото истражување, и, значи, овде ќе бидат самите истражувачи кои што го спроведува тоа истражување, и професори кои што се, нели, кои што предаваат на универзитетите, односно на универзитетот Гоце Делчев од Штип, господинот Војо Беловски, Војо Беловски, беше, и професор, мислам дека дипломиран инженер Зоран Аврамов, кој што, нели, ќе излезат со нивно видување, бидејќи тие двајцата го подготвија самиот прирачник за безбедност и здравје при работа, кој што е наменет за компаниите. А на таа, значи, регионална конференција
ќе бидат презентирани секако резултатите од самиот проект, ќе бидат промовирани значи резултатите и ќе биде промовирано истражувањето, односно самите резултати ќе се направи, ќе се извлечат сите наоди кои што се нели подготвени од истражувањето, ќе им се презентира на јавноста и ќе се види значи докаде е состојбата во источниот регион. Затоа значи на 7 ноември подетално значи ќе излеземе со повеќе поконкретни информации, каде ќе се одржи времето и секако темата ќе биде безбедност и здравје при работа во источниот регион. Уште немате одлучено каде ќе биде? Ќе биде во Делчево, во Делчево ќе биде, но за точен термин, нели, ќе биде, ќе добиете информации преку нашиот медиум, се разбира. Рековте дека истражувањето е веројатно основното она што дава податоци врз основа на што понатаму може да се унапредуваат работите. Магистар Марио Велјковиќ, истражувач, господине Велјковиќ, што се истражуваше, кои се резултатите, кој е начинот на истражувањето, методологијата? Така, благодарам. Поздрав до сите гледачи. Целта на истражувањето беше да се утврдат состојби од аспект на безбедност и здравје при работа во регионот, како што е наведено, на тие 5 градови. Целна група на ова истражување практично беа деловни субјекти, и тоа деловни субјекти од реалниот сектор и деловни субјекти од државниот и јавниот сектор, односно институции кои што сепак се дел значи од нашето општество и од нашето постоење. Целта на истражувањето беше преку ставови, мислења и искуства, значи ќе потенцирам, а не преку факти и статистички податоци, значи не преку факти и статистички податоци, туку во директен разговор да се согледа состојбата, при тоа значи да се утврдат некои состојби кои што натаму ќе бидат предмет или за пофалба доколку се добри, или пак заменување доколку се констатираат одредени потреби за промена. Процесот траеше неколку месеци, значи 2 до 3 месеци. Прво се направи еден план за истражување со една динамика, затоа што, верувајте, иако нашиот регион кој што го истражувавме може не е голем, меѓутоа деловните субјекти си имаат своји секојдневни активности, своји одредени планови. При тоа календарски летото беше во ек, така да моравме малце да причекаме реалниот сектор. Имаше колективни одмори, имаше значи причини да нештата траат колку што траја. Како метода на истражување одлучивме да примениме формално и структурирано интервју, каде што подготвивме една насока, прашалник, кој што дефинитивно користеше како насока, но од друга страна, значи бевме флексибилни, зависно од тоа каде сме и како сме. Самиот настап беше таков, да ние можам да констатирам успешно го спроведовме ова истражување, значи од предвидените 20 деловни субјекти, вкупно 21 беа покриени, при што настојувавме во реалниот сектор да опфатиме повеќе видови на индустрии, како што и во најавата координаторката спомена, значи покрај прехранбената индустрија што е карактеристична за овој регион, дрвопреработувачката индустрија, градежни компании, текстилни конфекции, фабрика која што произведува санитарни материјали, рударско едноставно индустрија, значи за експлоатација на минерални суровини, тоа е САСА од Македонска каменица, така да можам да кажам дека сите најголеми деловни субјекти кои што функционираат, се оперативни, беа опфатени. Самото истражување значи беше насочено кон деловните субјекти како компании, додека со анкета беа покриени другата страна, односно работниците. Значи работодавачите, оснивачите или луѓе вработени во институции беа оние што одговараа. Сега, како го структуриравме прашалникот? Значи, сакавме да дознаеме прво дали ја познаваат деловните субјекти законската регулатива, дали ги познаваат и применуваат мерките кои што се соодветни за да дојдеме до безбедни работни места. Потоа, значи,
Сакавме исто така да дознаеме дали имаат некои нивни искуства, дали исто така имаат предлози за подобрување на законската регулатива. Така да сето ова беше срочено во една насока која што содржеше 13 прашања. Секако прашањата беа од сложен карактер, така да и во самиот извештај значи се рефлектира да веќе имавме преку 13 прашања, од прилика 30 на работи ние дознавме во врска со состојбите од аспект на безбедност и здравје при работа, пак ќе кажам базирани на ставови, чувства и искуства на деловните субјекти. Веднаш ќе кажам дека според мене тимот кој што одлучи вака да се постапи, значи ова метода на истражување да биде применета, донесе добра одлука, бидејќи ретко кој од деловните субјекти сакаше да дава податоци. Значи на прашањето кога прашавме конкретно колку повреди имавте, сето тоа беше, нема да кажам релативизирано, дојдовме ние до одредени податоци, но тие податоци дефинитивно значи не беа експлицитни, не беа јасни и прецизни. Така да кажете дека на овој начин кој што е избран сепак се добиваат порелевантни и покорисни податоци. Апсолутно релевантни и корисни податоци, бидејќи тоа е една основа врз база на која што можеме да креираме план за некоја промена. Ако само ја гледаме статистиката, знаете, статистиката не секој пат дава причинско-последична релација. Тоа се само бројки и тоа е неопходно и такво нешто постои. Да сме најасно, во нашата држава, значи, безбедност и здравје при работа е еден систем кој што е уреден со закон, постои инспекцијска служба која што врши контрола на спроведување на тој закон. Тоа е во трудовата инспекција, значи инспекцијата за труд има еден дел каде што има инспектори за безбедност и здравје при работа. Во поголемите градски центри, каде што функционира инспекцијата, посебни се инспекторите за труд, а посебно се инспектори со надлежности за безбедност и здравје при работа, додека, ова не случајно го кажувам, додека во регионот кој што го истражувавме, постојат инспектори за труд кои што имаат додадени надлежности, проширени надлежности да постапуваат и за прашања поврзани со безбедност и здравје при работа. Сигурно сте имали очекувања пред истражувањето, дали се исполнија и дали тоа што се бараа ставови значи дека самите учесници во истражувањето практично ги даваат насоките каде треба да се оди и да го дадат она што практично го бара овој проект? Да, експлицитно да. Се дадоа предлози за подобрување на законска регулатива, многу конкретни, се дадоа видувања, а на прашањето дали очекувањата се реализираа, ќе кажам дека малку бев изненаден, не само јас, туку целиот тим што работевме на ова, констатирајќи дека во реалниот сектор, од аспект на законска регулатива, елаборати за проценка на работни места, на проценка на ризици по секое работно место, сите значи деловни субјекти од реалниот сектор, значи бизнис секторот дефинитивно има комплетно покриена законска регулатива. Во однос на тоа, карактеристично е и дека постапувањето на инспекцијските служби во врска со тоа е навистина редовно и ригорозно и не се дава простор да има отстапување. Од друга страна, она што беше изненадувањето, дека во дел од државните и јавни институции, како што се општини, пак ќе кажам во дел бидејќи не сите, пример, не постои елаборат, не е подготвен елаборат за проценка на ризици, иако законот тоа го налага, по број на вработени. Секако, знаете, тоа кај нас малце се поврзува со архаично со еден претходен систем, каде што безбедноста и здравје при работа не се гледаше како систем, како што е сега, туку можеби како ХТЗ или хигиенотехничка заштита и користење на некоја заштитна опрема беше се поврзано со тоа. Ова е малце посложен систем. Пак ќе кажам, Македонија и тука фаќа приклучок со Европската Унија, каде што на тоа се гледа малку поинаку. Така да сметајќи дека јавната администрација не работи некоја ризична работа, како што е рудник, пример, или сечење на дрва во шума, па може или градежни работи, па може некаква заштитна опрема не е потребна. Што е сосема погрешно. Па што е секако погрешно. Еве, за информација и на јавноста и на сите што ќе следат емисијата, дури кога работите на компјутер, постојат основни правила колку треба да сте експонирани на зрачењето, во која и каква положба треба да се седи, на која тоа е веќе ергономија,
економија како една наука која што тоа го уредува. Значи, пак ќе кажам, да продолжам кај што застанав, значи во дел од државните јавни институции не постои соодветна документација. Вработените, односно ставовите искуствата на интервјуираните луѓе укажуваат и на тоа дека можеби постои во Скопје, во централите, пример, посетивме една локална канцеларија на едно министерство во еден од овие градови, и тука се посочи дека веројатно во Скопје, во министерството постои таква проценка, но од друга страна зошто постои проценка така вработените не ги знаат ризиците по нивно работно место. Значи, доколку постои, треба се направи напор да тие информации, тие документи, барем во форма на некоја копија, се присутни и на во локалните канцеларии од овие јавни наши институции. Еве, ова беше преку еден пример, дека наодите кои што ги добивме, дефинитивно укажуваат на потреба од подобрување, и тоа е можно и не представува некој голем проблем нити за општеството, туку само предпоставува малце поголема ангажираност и посветеност на оваа не неважна, туку многу важна област. Значи, од аспект на елаборати постојат, реалниот сектор комплетно покриен, во дел од јавните институции постои потреба за подобрување. Во други области, значи, познавање на законска регулатива, можам да кажам дека сето тоа е на едно коректно ниво, дефинитивно се познава законската регулатива, деловните субјекти знаат кои им се надлежностите, но сепак дел од, како да кажам, состојбите што се случуваат, дел од повредите на работно место, а такви има, констатиравме и во ово истражување дека се случуваат, тука се акцентираше личната одговорност на луѓето. Вие луѓето можете да ги едуцирате, може да им дадете примероци и брошури за законска регулатива. Подпишуваат соодветни изјави дека се информирани кога се примени на работно место и сето тоа е во ред, така и во законот, но од друга страна добиваат опремата и не секој пат ја користат. Што е само да се задоволи формата? Па се задоволува некој пат, пак ќе кажам, не е апсолутно. Значи, некој пат се задоволува формата и дел од вработените, значи, иако деловниот субјект направил се, сепак личната одговорност тука е таа, затоа и треба како општество да влијаеме на подигање на јавната свест, како луѓето да знаат дека тоа не е само форма, дека постои реална потреба, а придобивките ги имаме сите. Друга една констатација која што проценувам дека е битна да ја споделам со јавноста, што не е толку позитивна, ретко кој деловен субјект прави калкулација, односно размислува за финансискиот импакт и аспект на повредите на работно место. Значи, скоро, нема да кажам ниту една, но значителен дел од овие деловни субјекти кои беа предмет на истражувањето, дефинитивно не размислуваат на безбедноста и здравјето на работа како можен, како да кажам, како област во која што имаме значителен одлив на финансиски средства. Така да на прашањето колку заради одредени повреди во деловен субјект били изгубени средства, за жал немаше одговор. А верујте дека не се мали средствата, особено сега прифаќаме нова законска регулатива, така да осигурителните компании не е далеку денот, кога ќе почнат и тие да пребаруваат одредени документи, одредени состојби да истражуваат, бидејќи навистина трошоците, знаеме еве сега постои некаков тренд за одредени осигурувања, и сега тие имаат штета ако исплатат, а тие сакаат да се сигурни дека деловниот субјект направил се. Так. Значи, не е далеку денот кога ова ќе биде мора. Вие извештаот и истражувањето ќе биде презентирано и на таа конференција. Само накратко пред да дадеме простори на другите учесници во проектот, дали дава добра основа за квалитетни промени, да има ефект од целото истражување, да има ефект за работниците кои што ќе бидат позаштитени. Дали има таква основа во она што го добивте? Вака, јас како истражуваш сакам да верувам дека сето ова што го направивме ќе даде навистина резултат и видлива и реална основа за одредени промени. Јас во тоа верувам дека така ќе биде и едноставно податоците кои што произлегуваат од овде, па дури како што споменав, дури има и предлози за одредени законски измени и законски подобрувања, дури има искуства кои што некои деловни субјекти ги примениле. Во самото објавување на овој извештај, ние извештајот ќе го споделиме со сите деловни субјекти кои што ги посетивме. Тие знаат за ова. Сметам дека
еве ние како проект, јас дел надворешен член на овој проектен тим, ние волку можевме да направиме, да истражиме, да дадеме информации, да дадеме податоци, да дефинираме одредени состојби и потоа пак да се продолжи со обиди и влијанија за сето тоа сепак дојде и предизвика промена. Меѓутоа, тука топката ќе ја префрлиме веќе кај деловните субјекти, бидејќи тие се тие што морат ова, односно што би требало ова да го земат предвид. А моето дефинитивно мислење е оптимистично, затоа што навистина наидовме на добар прием, на отвореност и на желба за соработка и помош. Благодарам за сега, а со останатите учесници во проектот продолжуваме веднаш со новите моменти кои што ќе фрлат уште светлина на овој проект. Продолжуваме со представување на проектот кој што се однесува на стандардите за безбедност при работа, а го спроведува регионалниот центар за застапување од Делчево. И реков дека ќе продолжиме со други моменти од овој проект. Слушнавме за истражувањето, слушнавме кои беа активностите во претходниот период и продолжуваме со Родне Деловска и Тони Стојменовски, кој што е претседател на регионалниот центар. Тони, како и обично и претходно почнавме со дамите и сега со дамата ќе започнеме, секогаш е така. Затоа што посебно пак спомена Валерија претходно дека е изработена истражувачка сторија на оваа тема. Родне Деловска, автор и реализатор на оваа истражувачка сторија, колку беше предизвик да се работи ова и колку успеа да направиш нешто што ќе ги заинтригира гледачите. Токму така, како што кажавте и вие, како што претходно моите колеги соработници, луѓето што работевме заедно со тимот, кажа, истражувачката, изработката на оваа истражувачка сторија, поточно видео новинарска истражувачка сторија, се изработи како едно од да кажем, поглавните активности од овој 6-месечен проект за кој што веќе може да кажеме и горди сме и драго ни е што е веќе успешен проект кој што завршува. Сега конкретно за истражувачката сторија ќе се задржам на неколку моменти. Прво на начинот на кој што изработува, потоа на предизвиците со кои што се соочив лично јас во текот на изработката и се разбира оние главни моменти кои што ги носи самата истражувачка сторија. Посебно со оглед на тоа колку истражувачка новиност имаме во Македонија и колку се практикува, а предизвика во секој случај. Да, токму тоа сакав да го кажам наредно, значи се задржувам на два моменти. Првиот момент е тоа што е навистина голем предизвик да се работи истражувачко новинарство конкретно во источна Македонија. И воопшто да се работи истражувачко новинарство на ваква тема која што според мене е многу чувствителна тема и ретко кој новинар без разлика на искуството би се нафатил да работи на некоја ваква тема, особено со македонски компании, со македонски институции и слично. И од друга страна тоа што мислам дека јавноста не е доволно спремна, не е доволно подготвена да може да дочека некои си такви нови моменти во однос на промовирање стандарди за безбедност и здравје при работа. Меѓутоа, како и да е, лично јас морам да кажам дека сум навистина задоволна од соработката со оние компании, со оние институции кои што се истражува, затоа што јас истражувачката сторија ја подготвав врз основа на оние примарни податоци кои што ги добив од истражување. Токму така. Тоа може би олеснување малку, но пак тоа е многу олеснување, посебно во делот што конкретно во Источна Македонија јас не најдов секундарни податоци, поточно некоја направена истражувачка сторија од страна на некој новинар или медиум конкретно на оваа област. Скоро воопшто. Речиси воопшто. И затоа нема да кажам дека беше тешко, меѓутоа не беше нималку лесно и не беше нималку едноставно да се работи. Меѓутоа пак ќе кажам, олеснително ми беше тоа што веќе го имавме предвидено истражувањето во проектот и ги користев тие податоци врз основа на информациите и податоците кои што ги добив од ова истражување, одлучив и тоа сите заедно како тим работевме и одлучивме кои компании да се земат предвид и задоволна сум од соработката со сите, затоа што сите беа покажаа доста голема желба за соработка во секој сегмент од работењето на истражувачката сторија, дури и во делот на спроведувањето на интервјуата. Така што мислам дека за ова не треба многу да зборувам, затоа што веќе имаме готов медиумски производ кој што медиумски производ е склопен во некаде околу 15 минути, ги содржи сите елементи што треба да ги содржи една истражувачка сторија и она што е најважно, нели она пишано правило за истражувачка сторија, а тоа е дека секогаш таа без разлика на која тема и да е,
треба да донесе нешто што е ново и што дотогаш јавноста не го чува во врска треба со да таа открие тема. некоја неправилност, нешто што не е добро за да се менува. Така. Но во Македонија компаниите, субјектите кои ќе слушнат истражувачко новинарство често пати имаат анимозитет. Во случајот го почувствува или не? Искрено да ви кажам, нема да се сложам многу со тоа, бидејќи јас имав таков стереотип. Мислам дека повеќе се стереотипи или предрасуди, затоа што имав некој ограничување во пристапот, сега како ќе им пристапам, па како тие што ќе кажат, затоа што факт е дека ситуацијата не е баш сјајна на терен и дека колку и да ги пишува тие стандарди за безбедност и здравје при работа на хартија, не се применуваат целосно во пракса. Меѓутоа, пак ќе кажам, поголемите компании, институции кои што ќе се видат и на истражувачката сторија, со кои што соработував, многу добро пристапија и соработката беше... свесни дека законот за пристап до информација од јавен карактер е донесен и кога тогаш ќе ги дадат оние кои што ги имаат на листа. Може би затоа малку полесно работат, а може би се менуваат работите во секој случај. Може би се свесни за потребата од промени во оваа област и подобрување, претпоставувам, може би е затоа и погоден проектот во време во кое што се работи. Мислам дека работите се менуваат. Така, ќе видиме посебно во овој дел, Ќе видиме што тимот сработа заедно со Родне на крајот на емисијава, а Тони можеме да го прашаме само бидејќи е прв човек на овој регионален центар, колку е задоволен од тоа што се сработи и од истражувањето, и од истражувачката сторија, од целата работа, од работењето и од она што се очекува како ефекти. Така, за нас прво сакам да кажам дека беше тој проект голем предизвик, да го почнеме, да го сработиме, да го завршиме и да го промовираме, односно да ги промовираме неговите резултати. Кај мене јас имам поголемата слика, значи за разлика од истражувачите кои конкретно можат да зборуваат за видеата, за истражувачкиот дел, значи кај мене поголемата слика е изненадувачка за начинот и пристапот на фирмите во делот на безбедност и здравје при работа. Можеби тоа се должи на почестите инспекции кои што ги имаат во последните години, можеби тоа се должи на соработката со голем број на странски партнери, но како и да е, состојбата е многу изменета на позитивно. Иако бројките на ниво на Република Македонија зборуваат дека секој трети ден имаме повреден работник, иако бројките зборуваат дека луѓето не се доволно запознаени како со законските норми, така и со на терен примената на законските норми, сепак мислам дека почнувајќи од сопствениците од година во година вложуваат се повеќе интерес и се повеќе едуцираат луѓе во самите фирми за спроведување на овие мерки што ги бара домашното законодавство, а многу често и европските регулативи, бидејќи како што спомнав, сите работат со странски партнери. Така, сега го гледаш ли ефектот, односно дали истражувањето даде основа на вистина за промени во позитивна насока, веќе тоа е основната цел на крајот? Па да, со самото тоа што ги запознавме фирмите на првата емисија преку вашиот медиум, значи ние створивме една слика дека луѓето треба да си ги проверат елаборатите, треба да си ги викнат луѓето што работат на таа тема да поразговараат, дека можеби тие ќе бидат дел од тоа истражување, да проверат каква заштитна опрема користат вработените, каква заштитна опрема треба да користат вработените. И мислам дека почнувајќи од самата емисија, па преку истражувањето со анкетите, па преку одењето на истражувачите на терен, ситуацијата се минуваше од чекор во чекор, односно од месец во месец и видливи се на крај резултатите. Можеби тие резултати споредени со европски фирми, со европски земји се уште на многу ниско ниво, но мислам дека сепак требаше да почнеме од некаде и сакам да споменам во оваа прилика дека овде и со овој проект нема да застанеме. Веќе сме дел од Балканска мрежа за безбедност и здравје при работа. Веќе имаме Балканска конференција, каде што учествуваат 5 држави, каде што има луѓе од Европската унија кои што се бават со оваа работа и преку промоција на нашите истражувачки резултати, преку слушање на нивните учиноци во нивните држави од истражувачките стории, мислам дека со следни проекти ќе го зголемиме влијанието во тој дел, бидејќи на крај нашата цел е да
спроведеме една кампања поголема, луѓето да ги преминуваат овие работи, се со цел да се намалат тие повреди во фабриките. Се со завршување на проектот. И се со цел на крај да ги заштедат фирмите своите буџети, да исплаќаат средства за повреди. Подобро е значи да се вложува во опрема, отколку да се исплаќа повреди и да се има на крај грижа на совест. Валерија, претходно спомена дека ќе организирате, тоа ќе му дојде како завршна конференција на 7 ноември во Делчева, ако не се лажам, како ќе биде концепирана за да ја најавиме? Така, значи концептот е сите фирми кои што биле вклучени во истражувањето, без разлика дали од новинарското истражување, од страна на експертите или од страна на нашите анкетари, па и по широката јавност и фирмите кои што не биле опфатени со ово истражување, ќе искористам оваа прилика да ги поканам во Делчево да дојдат и да бидат дел од нашата конференција. Ќе имаат прилика значи да слушнат неколку работи, резултати од анкетите, резултати, односно видеото да го погледнат од истражувачкото новинарство и од самиот истражувач. Значи, планираме на конференцијата да има и експертска јавност, луѓе што се детално запознаени со законодавството и кои што можат многу да им помогнат на фирмите, преку непосредна комуникација и дискусија, и луѓе кои што својот живот, значи од 30 и 40 години наназад го посветиле во делот на безбедност и здравје при работа и кои што преку нивното искуство можат многу да им пренесат во делот на имплементацијата на законските норми, во делот на имплементацијата на европската регулатива. И сигурно и моите колеги спомна, ние подготвивме еден прирачник за фирмите како финален производ кој што е во тренд како со европските регулативи, така и со домашното законодавство, кој што прирачник ќе се потрудиме дел електронски, дел печатен да го добијат сите фирми од нашиот регион и ќе го ставиме и јавно на нашата веб страна, кој што прирачник ќе им помогне во иднина да ги преминуваат во повисок степен овие стандарди. И пак ќе кажам, нашата крајна цел е да се намалат повредите и професионалните заболувања кај вработените. Истражувачката сторија премиерно ќе ја видат нашите гледачи веднаш по завршување на оваа емисија, и на Родна и тебе, Тони, како и на Валерија и на Марио, ви благодарам за презентирањето на резултатите од проектот, со надеж дека навистина ќе се оствари тој ефект крајниот кој што го кажавте, настрана зголемување на стандардите. Што е можно помалку да имаме повреди при работа, што е секој повреди? Јас извинувам, само би надополнила, бидејќи конкретно го работев тој дел. Мислам дека ќе представува еден апел ова истражувачка сторија до медиумските работници, ако не национално, на национално ниво, барем тука во регионот, повеќе внимание да посветат токму на ова, да се трудат да има што повеќе вакви истражувачки истории во медиумскиот простор и да не е само да помине информација дека некаде се случила несреќа и тоа е тоа, туку малце подлабоко да се истражи целиот тој случај, затоа што во секој случај јавноста ни е важна. Важни се коментарите на јавноста преку медиумите, посебно преку телевизијата се подигнува најмногу таа свест до граѓаните. Нека биде проектот поттик за новинарите и за медиумите да посветат повеќе внимание, се разбира. Така, на крај јас сакам да се заблагодарам за партнерството кое што телевизија Стар вашата куќа ни ја пружи од самото аплицирање, водејќи низ целиот проект и покривајќи го медиумски, и се надевам дека нашата соработка нема овде да застане, ќе продолжи и на оваа тема и на други теми кои што ќе работиме во делот на граѓанскиот сектор. Ви благодарам јас за учеството во емисијата и се разбира ги поканувам гледачите да останат да ја проследат истражувачката сторија. Работникот има право на заштита при работа согласно пропишаните мерки
европските регулативи. Беловски истакнува дека она што сепак е најважно е тој да се применува адекватно и од работодавачите и од работниците. На Граните одговориле дека редовно им се прават систематски прегледи, а само 27% од нив се пожалиле дека работата има негативно влијание на нивното здравје. 22% одговориле дека им се случила повреда на работното место, а тој број најмногу се движи од 1 до 5 повреди во текот на годината. Најголем број од испитаниците кои биле повредени одговориле дека тоа најчесто се повреди на екстремитетите, пошто следуваат кардиоваскуларните болести во 62% од случаите, па потоа заразните болести и повредите на главата. Најмалку застапени се повредите на внатрешни органи. Речиси половина од анкетираните се запознаени со терминот безбедност и здравје при работа, а исто толку се запознаени со содржината на елаборатот за БЗР и неговото применување. Единствено се поделени во мислењата за тоа дали се почитуваат и применуваат сите мерки. Предлозите за подобрување во оваа насока главно се однесуваат на повеќе обуки и едукации, поголема информираност и набавка на соодветна опрема, како и почести контроли од страна на инспекцијските служби. Според Марио Велковиќ, магистар по стратешки менеджмент, спроведеното истражување е добра основа за понатаму да се работи на активности за подобрување на ситуацијата која веќе е затекната на терен. Со ова истражување сакаме дефинитивно да дојдеме до изворни податоци и да утврдиме врз база на факти одредени состојби, одредени трендови. За безбедност и здравје при работа често и најчесто се зборува само кога ќе има инцидент,
Она што ние сакаме да го направиме е да ги утврдиме состојбите и потоа значи во некоја следна фаза со проекти да се направи промена во позитивна насока. Надлежните за овој сектор во поголемите компании во овој регион од Македонија тврдат дека ги имаат сите потребни елаборати и правилници за безбедна работа. Во оваа насока тие воведуваат и развиваат нови системи по примерот на развиените земји и постојано следат трендови. Имаме направено за секој работно место проценка на ризик, кој е законски, и по таа проценка на ризик ние знаеме на кој работен каква опрема да му дадеме. Значи тој доаѓа тука, му даваме опрема и почва да работи. Одма веќе наредниот ден, сигурно првите 2-3 дена го правиме тоа, се прави обука на истиот работен за работата на машината, за познавањето на проблемите, ризиците кои може да се сретне во работата. Тоа го прави исто така стручното лице, со кое е склучен договор. Знаеме, дрвната индустрија има доста машини, може да настанат многу проблеми, како што кажа преска дека има многу доработки и поправки на производите, затоа има и повеќе ризици, но со таква опрема и со секојдневно укажување на работниците како да работат, како на што да внимаваат, тие работи гледаме да ги потргнеме на најниско ниво. Постојано Винербергер одржува разни конференции, разни аудити, работилници на интернационално ниво во кои што се споделуваат сите тие добри пракси, некои нови методи на работа, се вршат разни обуки. Исто така имаме портал во кој што се споделуваат сите исто новитети, разни документи што треба да се извршуваат, доколку има некоја несакана негода било каде во било која фабрика во светот на Винербергер, се е тоа споделено, значи ние после го преведуваме на наш јазик, се вршат обуки врз работниците, да им се укаже на сите опасности кои што се дува, што може да се случи на има како крос-кантри аудити, во кои што лицата задолжени за здраве и безбедност при работа прават аудит во некоја од соседните држави. Со тоа исто таму се укажуваат на некои неправилности што би ги забележале, и тоа и се споделуваат различни мислења и се земаат некои добри пракси. 2018 целта ни е да го имплементираме во тото системот. Тоа е Lockout, Tagout, Tryout, кој што зафаќа почнува на големо да се имплементира во Европа. Кај нас е малку побавно во Македонија, меѓутоа ние во Винербергер имаме план до крај на годината да го имплементираме. Сега имаме посета на странска компанија која треба да изврши обука и процена на нашата фирма и кои точки треба да бидат обезбедени, како најдобро да се осигура безбедноста на луѓето додека има некои зафати на машините. Од текстилната индустрија пак, која е најразвиена во Источна Македонија, велат дека работењето генерално со странски партнери значи постојана адаптација на домашното законодавство со европските регулативи. Дел од нив, работата со европските компании ги натерала и на членство во светски фондации за БЗР. Соработката со странските партнери изискува поголем дел да обрнеме на поголемо внимание да обратиме на работата и безбедноста во нашата фирма, и од таа страна ние имаме и повеќе елаборати за заштита и безбедност при работа согласно домашното законодавство и европските регулативи. Благодарение на мерките кои што ги спроведуваме во делот од заштита и безбедност при работа, досега немаме никакви повреди при работа. Се надеваме дека така ќе биде и во иднина. Во областа на безбедност и заштита при работа, значи ги применуваме сите мерки кои ги бараат нашите македонски закони, меѓутоа применуваме и услови кои ги бараат и инопартнерите, пошто работиме ние 100% лон систем извоз за Швајцарија и Австрија, и сме и приморни да ги применуваме сите европски стандарди во оваа област. Граѓаните имаат различни искуства во овој дел. Некои сметаат дека се безбедни на работа, додека пак некои тврдат дека децениите наназад носеле подобри закони и работниците биле повеќе заштитени. Да, случуваше се и му се плаќаше. Плаќаше се това обавезно болување и болувањето 100%. Порано беше поедно. Сите права уживаше работникот. Не сметам дека се доволно заштитени. Па мисля тука не сакат, чујам слушнено и разберено, а во странство е друга приказна. Јас на моите работници морам, тоа е облигатор да се плаќа се. Имаш контрола од државата,
Ако не си платил, ќе скапо ќе платиш. Затоа пак, паричните казни се секогаш ефикасен лек за несовесните одговорни лица. Професорот Беловски смета дека казните во Македонија се доволно ригорозни за надлежните да не се осмелат да ги прекршуваат пропишаните одредби. Кога правев јас компаративно согледување, Хрватска, Србија, таму се уште повисоки казни. Не обезбеди услови за безбедност на животот и здравјето на работниците во согласно прописи без 42 7.000 евро. Замислете една мала фирма, која се основа со 5.000 евро. Земја се познаваме, секој со секој, имаме ургенции, претходно најавување дека ќе дое инспекција и така натаму, а инспекторот од Кочани иде во Прилеп. И тоа многу ми се допаѓа тоа, за да нема претходни договарања. Меѓутоа во нешто сите се едногласни, а тоа е дека свеста полека се подигнува. Работодавачите се грижат повеќе за безбедноста на своите вработени, а работниците се доволно информирани за своите права и обврски на работното место. Ние сме дрвна индустрија, не само за нашата компанија, за сите компании и во цела Македонија и во светот. БЗР тоа е едно од најважните акти, пошто кој сака да биде повреден? Никој не сака да биде повреден, најмалку па сака и газата некој вработен да има повреден. Мислам дека се зголемува свеста. Со тие обуки што се вршат, со тие предавања што се вршат, мислам дека луѓето полека стануваат свесни дека тоа е во нивна корист и ги прифаќаат тие сите правила и новитети кои што треба да се имплементираат.